Значи, јас сум Александра Богдановска, доаѓам од Битола, од Македонија, имам 24 години, моментално студирам магистерски студии по психологија или конкретно можам да кажам консултативна психологија и персонологија, а моите додипломски студии ги завршив на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, така што во Москва сум веќе 3 години, оваа ми е 3-та година, првата година го изучував рускиот јазик и потоа веќе да речам се запишав на магистратура и продолжувам натаму. До мене е Јоана. Здраво на сите, јас се викам Јоана Орчевска, доаѓам од Куманово. Во Москва сум веќе 3 години, исто како Александра, јас сум на психологија, само што јас сум на додипломски студии. Колешки. Да, колешки. Исто така како не се, јас првата година го учев само јазикот. Како ми е тука? Супер ми е, не се жалам. Благодар. Спасиба за внимание. Да, ама горе-долу го поминавме истиот пат, затоа што навистина мислам првата година беше хаос. Беше хаотична и понатаму ќе зборуваме и со нашиот гостин за тоа. Меѓутоа, она на што би сакале да ставиме еден, така да речам, акцент е фактот што еве, ова ми е момент малце да се покажам дека сум основач на македонскиот клуб на студенти на Висшата школа за економија. Тоа е прв клуб на студенти кои што кои што студираат во Русија, и овој клуб се беше создаден во речиси година и пол има, така? Јас мислам дека беше. Да, речиси 2 години. Значи тоа беше првата година кога го изучувавме јазикот, значи тоа испаја да е во пролетта, тоест поточно во април месец 2023 година. Така што од тогаш до сега можам да кажам дека сме имале повеќе проекти и создадовме и наши платформи на повеќе социјални мрежи и навистина мислам имаме напредок и имаме студенти од Висшата школа за економија, но имаме студенти и од други универзитети, на што сум посебно горда, и би сакала накратко да кажам дека накратко да ги представам, да речам, задачите на нашиот клуб. Значи тоа се проширување на македонската култура и традиција, значи како кај странските студенти македонски, така и кај другите студенти кои што имаат можност да се запознаат со нашиот клуб и со активностите на нашиот клуб. Исто така ние сакаме да им помагаме на новодојдените студенти во процесот на адаптација, во процесот на прилагодување во Москва, затоа што не е едноставно да се преселиш во друга држава и да започнеш се од нула. Понатаму исто така би сакале да ги мотивираме студентите да ја остваруваат својата креативна дејност и својата научна дејност, со тоа што ќе им обезбедиме можност за спроведување на истражувања, со представување на своите досегашни проекти или достигнување и така натаму. И исто така би сакале да ја поттикнеме, како што кажав, значи истражувачката дејност кај студентите, со тоа што ќе се поврзуваме со други студенти од други држави, исто така странски студенти кои што студираат во други држави, како и со домашните студенти, тоест нашите колеги кои што да речам продолжиле да се образуваат во Македонија. Значи, овој подкаст има за цел да така во една поопуштена атмосфера да се разговара за моменталната состојба на високото образование во Македонија, како и да се споделуваат искуства од македонските студенти во другите држави за тоа како течат нивните студии, какви планови имаат тие, што би сакале понатаму да направат, да им обезбедиме можност за меѓусебна соработка, значи разни македонски студенти меѓусебно да соработуваат, како и да соработуваат со македонските студенти кои што останале во Македонија, со цел да се развиваат разни проекти и да се создаде, да речеме, една мрежа на студенти кои што ќе бидат во контакт. Тоест, не да се распрскуваме ни светот, туку сепак да останеме на некој начин сплотени меѓу нас. Би сакале исто така да стимулираме, да речам, прогресивни идеи, затоа
што ние сме научиле во нашето искуство во странство, тоест што може да се имплементира во македонскиот високообразовен систем. Со тоа што би сакале да нагласиме дека имаме едно важно правило. А правилото гласи дека кога разговараме ние со нашите гости, би сакале да слушнеме идеи, тоест би сакале да слушнеме конкретизација. Што тие навистина сметаат дека може да се смени во нашиот високообразовен систем и конкретни начини за нивно остварување. Тоест би сакале да слушнеме некои да речеме остварливи идеи. Колку и тие да звучат миниатурни, идеите да бидат, да речеме, применливи. Така што чест ми е да го представиме нашиот гостин, кој што ни доаѓа од Петербург, со кој што имаме досега веќе имаме соработка со македонскиот клуб, нашиот Душан. Пристапи и представи се. Здраво на сите. Пред се благодарам на вас за поканата, за можноста да ја представам не само себе си, туку и академијата и да си направиме така еден полабав мовет за разликите и споредбите што може да се направат меѓу образовниот систем овде и во Македонија. Да, току. И баш ми е мило што сум и голема чест ми е што сум ваш прв гост. Да, фала ти многу, Душан, фала ти за присуството, фала ти што ја прифати нашата покана и фала ти што го скрши мразот заедно со нас. Да, навистина би сакала да кажам дека досега ние сме имале со Душан соработка, значи Душан учествувал со нас на Unity Fest и ги покажа своите слики, ги покажа своите дела и морам да те пофалам дека беа гостите воодушевени, беа задоволни од твоето творештво. Да, благодарам. И јас имам прекрасни впечатоци од тој настан и дефинитивно ќе го памтам за секој. Да. Може и да се повтори. Да. Се надевам. Тука секогаш си добре дојден, Душан. Да, Москва те чека. Благодарам, ви сте вие во Петербург. Да, ама знаете како што има ривалство меѓу Москва и Петербург, меѓу студентите нема такво ривалство. Значи ние си се држиме. Ние си соработуваме меѓу нас. Се надевам ќе остане така. Да, токму така. Душан, ти ни кажа неколку интересни факти за себе и јас би сакала да озвучам дел од тие факти и да слушнеме нешто и од твоја страна. Како ти ќе ни ги дообјасниш тие факти? Да, секако. Може би требаше само на почетокот да се представам повише, да кажам нешто за тебе. Да, извини, јас не ти го дадовме тој простор. Повели, Душан. Пристапи и представи се. Јас сум Душан Цветков, доаѓам од Скопје, студирам на Империјалната академија за уметност во Санкт Петербург и секако, како и сите студенти странци во Русија, првата година учев руски и потоа беше приемниот и се напред. И имам голема чест и задоволство што сум првиот студент од Македонија на оваа академија. Да, баш токму и со тоа сакавме да почнеме. Знаеш, Душан, јас имам едно такво искуство кога во 4-та година на додипломските студии бев на годишната изложба на студентите по ликовна уметност во Скопје. Слушнав разговор, значи од твои колеги дека има некое дете од Скопје кое што се запиша токму во Петербург и дека тие особено се гордеат за тоа, затоа што си првиот студент. Кој што, тоа и да речам првиот факт, значи Душан е првиот студент кој што се запиша на Империјалната академија за уметност. И можам да признам дека бев многу задоволна кога видов како твоите колеги се гордеат со тебе. Како е чувството да си првиот? Пред се им благодарам на колегите за убавите зборови за мене и без мое присуство. За пофалбите, секако дека е многу пријатно што да се слушне тоа и чувството, како да кажам, убаво е, но фокусот не ми е таму, целото внимание ми е да работам и да напредувам и да ја представувам Македонија што можам подобро
секако со тоа што јас ќе бидам подобар секој ден. Да, трудолюбивост. Уште еден така интересен факт за оваа академија е дека ако не си трудолюбив, нема многу мрдање, нема простор за одење напред. Се работи многу, целодневно и секој ден. Навистина, дури понекогаш застрашувачки звучи, затоа што ние со Јоана кога бевме нели во Петербург, видовме со своји очи дека навистина работите по 12 часа во денот. Минимум. Да. Значи, да. Дечки секоја чест искрено. Да. Треба навистина огромна посветеност, огромна сериозност. Еви сега сум на академија. Па да. Дали тоа назад е твоја слика? Мала пауза цртање. Да, ова е моја слика, која што е уште во процес на изработка. Имавме поставка во паркот, во академскиот парк, што се наоѓа позади академијата. Модел со коњ, кој што исто така е модел во академијата. Дресирани животни. Уште еден интересен факт за академијата е што има штала со дресирани коњи кои што можат да позираат и едноставно супер модели. Значи тие се специјално дресирани за да можат да ви служат, да речам вас како модели, за да седат мирни, за... Да, и на нас, на сликарите и на скулпторите, сите имаат право да се договорат и да се договорат со одговорниот што е за животните и да направат по некоја поставка за некоја дело. Навистина интересно звучи. Звучи како условите за творење да се навистина добри. Условите се едноставно фантастични. Подобро мислам дека не би можело да биде. Дури кога не сакаш да работиш или кога можеби немаш мотивација и си изморен, ти си нон-стоп обкружен со уметност и со работи кои те мотивираат. Да. Доколку ти треба одмор, само ќе погледнеш низ прозори Петербург. Ти одмора и душата и очите. Да. Едноставно целата околина е на некој начин стимулативна. Сега дека го спомена Петербург е дури по-ладно од Москва. Мислам, таму условите се дури по-сурови од Москва. И со тоа би сакали да преминам и на вториот интересен факт, дека Душан и во тие сурови зими успева да влегува во река на минус 10 степени. Точно памтам? Да. На минус 10 степени. Тоа се случи за 19 јануари, значи температурата беше некаде околу минус 10, 19 јануари, значи русите го викаат кршење, кај нас тоа мислам дека богојавление се нарекува. Водици. Водици, да. Но водици, да. Рускиот ми е многу измешан со македонскиот, особено кога цел ден зборувам на руски. Слушај, на иста бранова должина сме. Буквално. Да. Така беше спонтано, едноставно се договоривме со другарите од групата и со другарките што правите вечер после академија. Немаме планови. Завршивме во 11:30 на вечер. Излеговме право во Нева. Секако имаше специјално место направено кај што може да се влезе. И мразот беше исечен и на моје изненадување имаше премногу луѓе кои што едва чекаат да влезат. Добро, човек не е ладно. И тоа најинтересно што е тоа документирано, така што можеме да го погледнеме видеото каде што Душан влегува во реката. Да, имаме докази. Да, Душан влегува, така што навистина тоа е на некој начин херојски акт, затоа што јас не можам да се замислам ниту со ладна вода да се туширам, не пак на минус 10 да влегувам во река. Мислам, секоја чест. Затоа секоја чест. Да. Кога сме веќе кај тоа би сакала кога веќе имаме документирани видеа, ти ни покажа дека имаш документирани фотографии. Ни кажа и дека 4 години активно си се занимава со фотографии. Да, секако. Тоа беше инспирирано од после моите први часови во средно уметничко по фотографија. Решив да се испробаме во тоа поле и почнав интензивно да фотографирам. Се бавев со различни видови на фотографија. Најчест вид и најчесто се
се занимавав со портретна фотографија, но обожавав исто така и некои случајни дешавки во градот или архитектура или некои такви интересни контрасти, објекти во движење да ги доловувам. Да, си имал, да речем, широк спектар на на различни теми кои што си ги фотографирал. Знаеш, сега се сетив и за тоа сакав да те прашам, значи ти, си имал, например, изложба со фотографиите или тоа било чисто како хоби? Тоа, за жал, остана како хоби. Знаеш зашто те прашам? Затоа што би било, ете да речем, жал да не се спомени во овој подкаст и твојата прва изложба. Значи, твојата прва изложба која што ја имаше ова зима и беше навистина успешна, значи еден од гостите беше рускиот амбасадор. Како поминавте на изложбата? Да, секако изложбата и мене самиот ми остави голем впечаток и јас сум многу задоволен од како се тоа испадна. Голема чест и задоволство ми беше што дојде рускиот амбасадор. И секако и не само рускиот амбасадор, туку и дојде огромна количина на луѓе кои што дозна изложбата преку телевизија или преку Facebook рекламите кои што ги пушти. Или пријатели и познаници кои што едноставно слушнаа за изложбата или ги поканив и дојдоа и ми испочитува. Навистина се тоа ми направи голема чест и би сакал секако да се повтори. Да. Сигурно ќе се повтори. Да. И тоа се... Сега фокусот е да се работи повише. Да, и то гледаш сета таа 12 часовна работа минимум во ден, се исплаќа на крајот. Мислам, вродува со плод. Да. И особено ми е драго што тоа... Да, извини. Штета беше што и просторот ограничува колку толку. Не може да се покаже се што е направено за тој период. Сепак мора да се направи една селекција на дела и да се одберат тие што се навистина најдостојни за покажување. Тие што се крем дела крем. Некогаш влегуваат во селекција некои што едноставно подобро би одговарале. И тоа исто така на свој начин може да ја украси изложбата. Но тоа не може секој да го забележи. Битно е да се направи. Да. Да се започне од некаде. Да, секако. Особено како прв проект беше навистина успешен. И ти посакуваме уште многу успеси понатаму, и уште пошироки, уште посетени изложби. Простор за жалење во никој случај нема, сепак на вечерта кога беше отварањето дојдоа над 250 луѓе, може би 300 поминаа во текот на целата вечер. И то пази, се уште си студент. Да, тоа е битен фактор. Да. Многу комплименти ти се потрудив со како да кажам, да испромовирам на најдобар можен начин, со тоа што ќе ги запознаам луѓето со себе си и со тоа дека има некој настан кој што наскоро ќе се случи и дека да покажам дека би вредело да ме запознаат и да го посетат. Да, да посетат изложбата. И како личност, и како уметник. Знаеш, фасцинантно ми е, сега преминувам па на наредниот факт, фасцинантно ми е тоа што и покрај сета таа 12 часовна работа, ти наоѓаш време за изучување нови јазици. Значи, Душан знае 4 јазици, а целта му е уште да го проширува јазичната сфера, значи да изучува уште други јазици и, како што кажа ти, да стане полиглот. Кажи ни на кои јазици зборуваш? И на кој претендираш? Ми е целта да го проширувам своето знаење и познавањето на различни јазици. Сакал само да напоменам дека тоа е навистина тешко кога се учи во едно вакво место кое што бара толку многу часовна посветеност и работа. И изучувањето на нови јазици
кај мене на периоди, моментално. Кога имам малку слободно време и волја, да се каже, се посветувам. Сакам да го научам шпанскиот јазик. Навистина ми остави впечаток и да. И едноставно би било супер ако тоа ми успе, а за сега зборам течно руски, англиски, српски, без грешки зборам. Добро. Да не биде, пошто кај нас често се слуша српски као не се рачуна. Да, не се рачуна, но повеќето луѓе го зборуваат со грешки и секако и тоа е во ред. Али мислам дека вреди да се одбележи доколку познавањето на некој јазик е на ниво како на човек што живее. Па еве носител на јазик. Да, види, јас тргам од себе, например, мене рускиот, српскиот ми е многу тежок, например, за кој треба да зборувам. Јас, например, се разбирам на српски, меѓутоа кога јас зборувам правам многу грешки и тие грешки се навистина забележливи, така што еве како човек што не го зборува српскиот на високо ниво, можам да потврдам дека да, значи владењето со српски јазик сепак, без разлика што ни е близок јазик, сепак вештина, значи сепак е јазик плюс. И секако мајчинскиот јазик, мислам, македонскиот. И секако македонскиот, да. Да, затоа што, знаеш, важно е да можеме навистина прецизно да се изразуваме на својот јазик. Јас имам некој впечаток дека со тек на генерациите таа вештина, таа способност, за жал за изразување на сопствениот јазик малце како да опаѓа. Да, за жал јас го забележувам тоа и исто така забележувам дека и кај мене се случува некогаш тоа кога долго време зборувам на руски јазик и некогаш не можам да се сетам на некој македонски збор или можам да се сетам како е на руски, да се некако слични, али со преносно или слично друго значење и особено ако сум изморен, тогаш е каша. Да, ние со Јоана баш тоа го викаме коктел на јазици. Мислам, тоа е... Да, јас мислам дека и пред буквално пола сат коментиравме дека инаку кај мене јас можам да се пофалам дека академскиот јазик јас го владам. Рускиот ми е подобар од македонскиот на некој начин. Кога станува збор за терминологија. Тука нон-стоп, да. Да. Да, јазиците се, мислам дека секој странски студент го има тој проблем, каде што апсолутно сите јазици се мешаат, особено во состојба на умор, како што кажа ти. Добро, сакам да продолжам сега понатаму со последниот факт за Душан, а тоа е дека тој во текот на својот живот се занимава со разни боречки вештини и има повеќе успеси во нив. Раскажи ни за кои боречки вештини станува збор. Секако со повеќе да, но не со сите останав така долго како што со каратето. Колега. Со карате се занимавав цели 6 години. Почнав некаде кога имав 4 години, па престанав околу 8,5-9, па проложив околу кога имав 15 години, проложив пак уште на 2 години. И така тоа беше една долга авантура, која што ме научи многу за себе, за својот и го разви мојот карактер и мојата дисциплина. И навистина мислам дека сите боречки вештини, особено каратето, се многу потребни за развој на карактерот, на дисциплината кај младите деца. И ви ги препорачувам. Мене сега ме интересира како така карактерот се развива со карате. Како е тоа поврзано? Знаеш, психолог. Јас како психолог во куќата. Да, одлично прашање и искрено не очекувам. Но го фати неспремен. Не, само нравам. Не, се шалам. Мислам дека кога едно дете зборам
лично за себе. Јас почнав да се занимавам од многу рана возраст. Значи 4 години имав кога отидов. Кога ти почнеш да се занимаваш со некаков спорт, особено ако е тоа боречка вештина, тоа бара од тебе огромна количина на дисциплина и на посветеност. Бидејќи тоа што ти таму го добиваш и што го учиш, не смееш да го користиш како што ти ќе сакаш или да, мора сепак да се придржуваш до правила, да си во склад со моралните вредности и свој и на општеството и да се држиш до тие норми, да речем. Да, токму така. И сето тоа бара голема посветеност, а кога од рана возраст почнеш да ги правиш сите тие работи, тоа ја развива твојата дисциплина и твојот карактер и те учи да се носиш понатака со сите потешкоти во живот. Пошто тренингот на тренирањето на боречки вештини не е воопшто лесна работа. Да. Инаку јас јам особено тренирана. доколку таму е вклучена борба или не знам паринг некаков, сето тоа од рана возраст те учи повеќе за себе и се развиваш во повеќе полина. Најмногу умот. Да. Јунгијански кажано, те учи да ја развиваш својата сенка и да ја интегрираш во себе. Да, и мислам дека мене искрено тие 6 години со карате, а потоа и покасно и со Muay Thai се занимавам. Сето тоа ме научи значи, што можам јас, кои се моите граници, до каде можам да одам и ми помага во факултетот со цртањето, со творење. Да. Јас ја задржувам константно дисциплината, која што сум ја тренирал од мали нозе и едноставно ми помага. Кога ми е тешко, си кажам уште една рунда само. Да, буквално онака испаѓа како проширување на диапазонот на потенцијалите. Значи буквално ти потенцијалот се повеќе го расшируваш и секој нов тренинг се надминуваш себе си. Прогресивно. Да, и како што дури да не се надминеш себе си, ти си дошол на тој тренинг, си покажал дека и кога ти е тешко и кога не сакаш да дојдеш, си дошол. Да. И си продолжил да работиш. Да. Истото се пренесува во секојдневниот живот со сите работи. Не е важно дали е со академијата или со некои обврски што можеби не ќеме да ги правиме, но едноставно се мора. Да. И ни даваат смисла, ни даваат темелни, ни даваат цврстина. Да. Јас предлагам да почнеме со главниот дел, зашто сме тука. Ова е спореден беше сега за душа. Не, се шегувам. Да. Душа. Сакам само да кажам дека не е обавезно тоа да е спорт или не знам, боречка вештина, тоа важи за било кој спорт и за било која дејност на која што ние сме посветени, бидејќи се бара дисциплина и се што бара од нас дисциплина и посветеност го тренира нашиот карактер. Да. Тоа може да е музика, изучување на психологија, на други јазици, на многу други работи. Да, сосема се сложувам. На некој начин е како продуховување, продвижување понатаму. Да. И ја прави нашата личност сестрана. Да не сме само фокусирани и интересни само во една дејност. Да. Токму така. Баш Тоа се квалитети. Да. Личности. Така се развиваат. Ама баш добар збор употреби, сестрана. Да. Душан, јас имам друго прашање. Кажи ми, какво
е твоето мислење за студирање во странство? Каков е твојот став? Сакав да прецизираме само дали генерално за во странство, надвор од Македонија или генерално за во Русија? надвор од Македонија, не во Русија само. Мислам дека зависи од дејноста која студентот ја одбира. И мислам дека е доколку може да се добие повише од тоа што се нуди кај нас, мислам дека секако вреди да се отиде и да се искористи можноста за студирање во странство. Со студирањето во странство се добиваат со многу квалитети и многу работи, не само на некакво знаење, туку се отвараат и други врати, како контакти, нови доживувања и ново искуство. Едно од најголемите искуства кои што студентите кои што студираат во странство го добиваат е искуството на самопознавање. Да знаат кои се и колку можат кога се надвор од својата комфорт зона. Да, јас тука ќе се согласам. Исто така и адаптацијата е многу важна. Тоест, целиот тој процес на адаптација, тоа е многу сложно. Јас можам тука да се согласам. Да, буквално се спознаваме на некој начин себе си, гледаме и откриваме на што се сме способни. И на што не сме способни, реално, затоа што студирањето во странство носи многу предизвици. Многу предизвици. Тоа е осамосталување пред време. Да. Има многу огромна разлика. Да. Меѓутоа, еве, сепак ти одбираш да студираш во Петербург. Што беше пресудно за да го одбереш токму Петербург? Повише, најпресудно беше академијата. Значи, ако она беше во друго место, ќе отидев таму. Извини, ќе те прекинам, ама можеш да покажеш дека си лојален на академијата, значи дури не се гледа. дуксоте. се гледа, ама да го потенцираме. Секако. Да, лојален студент. Јас би сакал да напоменам, ова вас ви го имам више кажано, дека прво ме интересираше Италија. Бев повеќе запознаен едноставно со Италија. За Русија, за жал, не би рекол дека сме блокирани, али многу малце знае нашиот народ за Русија и за тоа што Русија го нуди денеска. Некако има некоја сенка медијска, да речам, не се зборува многу за тоа, сите зборат за Италија, за Франција, за Америка, и се тоа е супер, но навистина Русија нуди безброј можности во сите области. И така, едноставно, истражувајќи прво за Италија, имав некое чувство дека да, тоа е повисоко ниво од Македонија, но нешто ми фали, нешто ми недостасува. И не престанав да го барам што е тоа. Именно во сликите и во делата на луѓето кои што студираат или завршиле студии во Италија. Например, конкретно зборам за Фиренце. Потоа случајно преку Инстаграм открив голем број на уметници кои што студираат или завршиле во Русија, во Москва или во Петербург. И се заинтересирав зошто се толку подобри од овие што ги гледав предходно, и зошто им е толку интересен и различен стилот од европскиот. Тоа навистина ме заинтересира. Каде имаат завршено, каде тие се обучувале и како го стекнале сето тоа. И така најдов на Империјалната академија за уметност и едноставно реков сакам овде да студирам.
Баш интересно. Сакав само да те прашам, вака како лаик во твојата област, што ги прави руските студенти подобри, како што кажа, во споредба со италијанските? Тука се повеќе фактори. Не може да се одговори ова прашање кратко и одноставно. А ако се одговори така, ќе може да следи одговор. Мислам дека е покомплицирано тоа. Добро. Но пресудно е 20 век и би рекол појавувањето на војните во Европа и појавувањето на модерните правци и експресионистичкото творење на уметниците во Европа, кое што често пати било академски неосновано. И со тоа се губи традицијата и дисциплината на академското цртање и сликање. Значи, повеќето од нив ги немале тие основи што ги имале уметниците во Европа до појавување нови правци кои што биле подпомогнати од светските случувања во тој период. А Русија некако успева, бидејќи Русија уметноста наследува од французите, од италијаните. Тие се учителите на првите учители на Империјалната академија за уметност и помагаат во низиното основање. Но сето тоа што некако Европа го губи полека во крајот на 19 век и 20 век, Русија успева да го задржи и продолжува да го развива. Секако со својот темперамент и со својот стил. Да, баш. И затоа и одлучив да студирам овде. Баш детален цврст аргумент. Да. Фала ти, Душане. Вака кога ќе се навратиш на назад и кога ќе се сеќаваш на својата одлука, што беше пресудно ти да одлучиш дека не сакаш да студираш во Македонија и дека сакаш да одиш некаде во странство? Може би ќе звучи арогантно, но чувствував дека за жал, огромно жал, дека не можам во Македонија да го извлечам и добиам тоа што мене ми треба и дека јас морам да отидам негде каде што има нешто повеќе за мене. Нешто повеќе што можам да придобиам и да земам и да научам. Да, токму со тоа повеќе јас сакав исто така да те прашам, значи тоа повеќе веројатно се оние услови кои што претходно да речам малце ги допревме, меѓутоа не ги издискутиравме подетално. Значи како си ти во целост да речам задоволен од условите кои што ги нуди твојот универзитет, твојот факултет? Јас сум презадоволен. Значи, почнувајќи од такви работи како што имаме коњи кои што ни позираат и неверојатни услови за работа, големи ателиња, давање на четки, на бои поеднаш во семестар, постојано обезбедени модели кои што се наплата од академијата, значи не мора ние сами да ги бараме и да даваме од наш джеб. Тоа се го обезбедува академијата, па се до пракси кои што ги организираат летото. Значи нема оставен простор кај што не успеале да го пополнат времето на студентите со квалитетна обука. И тоа е уште една разлика од образованието овде во оваа академија и кај нас или во Европа. Тука голем акцент се става на работата. Значи без работа не се добива ништо, тоа им е
мотото, колку сакаш биде талентиран, мора да се работи и да се учи непрекинато и морам да кажам дека во сето тоа помага и самото обкружување. Како што зборевме, некогаш можеби не сакаш да дојдеш, да се појавиш, но доволно е една мала пауза да направиш, да прошеташ по градот и више ќе добиеш инспирација. Секогаш се групите овде со студенти во кои што имаат многу квалитети, со големо ниво на умешност, на големо ниво на едноставно на способност, да речем. Да. Што непрекинато те инспирираат и ти да се подобруваш. Да. Јас тука сакам Бидејќи да... доколку ти да. Извини. Јас тука би сакала да се вклучам и да го споделам моето искуство. Јас кога дојдов тука, искрено имав нула мотивација. И лани, на првата година, јас искрено воопшто не се трудев околу моите студии и се уште бев во главата со македонскиот менталитет дека ќе препишам, дека ќе ме пушти професорот. Да, секако тоа не важи за сите студенти од Македонија, но голем број да, за жал. И тоа што мене ми помогна да се вклучам и да ја разберам суштината зошто всушност јас дојдов тука и тоа што мене ми ја крена мотивацијата до небо, можам да кажам, е средината. Кога ги гледам русите околу мене, дека сите се трудат, дека буквално плачат кога ќе добијат 8-ка, а јас сум најсреќната кога ќе добијам, например, 6-ка. Тука се појавува комплекс на неполноценност, како ќе биде на македонски. Тотално те разбирам и тука на инфериорност, да речеме. Колективот е генерално вечно незадоволен од себе си. Да. Значи, постојано се трудат да направат подобро од тоа што го направиле вчера. Да. И тоа баш поради тоа се толку добри и напредни во се што прават, не само во полињата во кои што сме навистина, вклучени. Да, се забележува огромна трудолюбивост од нивна страна и еден огромен елан, да речем уште померак за работа. Навистина, тоа ми се чини во сите сфери изразено. И за нас. Да, буквално. Навистина, како што кажа Јоана, тоа силно мотивира. Да, ама и тоа што мене искрено ме зачуди е доколку кај нас бегаш од часови, си фаца во генерацијата, тука не. И тоа беше пресудно да ми се смени мене, да кажам, мајндсетот, начинот на кој што јас го гледам универзитетот и целата таа моја замисла и цел. Така да, јас ќе се согласам со тебе, огромно влијание има околината. Да. Вредносниот систем е едноставно различен. Душан, доколку не те примеа во Петербург, кој би ти бил план Б на тебе? Дали сепак би тргнал некаде во странство или би останал во Македонија? Петербург беше и план А, и план Б, и план С, и план Ш. Секој план. План З. Добра, доколку не те примеа. Петербург, па сакам се баш тоа да го раскажам. Значи, после учењето на руски јазик, дојде време за приемен. Јас се спремав целото време додека учев руски јазик. За жал го учев онлайн, бидејќи беше корона. Целото тоа време се спремав со двајца руски уметници, Игор и Викторија Егорови, кои што завршија во Москва, во институт имени Сурикова, и дојдоа по покана на нашата влада во уште пред 10-15 години да работат во Македонија. И јас така случајно ги најдов на нивен контакт и
се јавив да ме спремаат за приемниот. За жал имавме многу кратко време да се спреме, но постигнав големи резултати за тој краток период, краток временски период кој што се спремав со нив. Тоа беа неколку месеци и многу сум благодарен на тие неколку месеци, бидејќи кога почнав да учам руски јазик, сватив уствари кои се барањата за приемниот, што се бара на оваа академија. И сватив дека нема шанси да ме примат. И по сите проценки можев да извадам, уствари не ни паѓав на ранг листа, 0 поени. И се занимавав, значи, со Игор и со Викторија, можеби пола година, не повише. И успеав да извадам скоро пролазни поени на првиот круг, но немаше да ги поминам другите кругови, бидејќи тоа се работи што русите ги вежбаат од малиност. И тоа е кај нив во системот многу длабоко и се спремаат за тоа од рана возраст. Така што ќе кажам дека првиот пат не ме примија, од кога завршив со учењето на руски, положив руски јазик со максимум поени и отидов мислејќи дека ќе биде и приемниот така по нешто како кај нас, или дека може некако како што кажа Јоана, дека ќе може некако да се пројде, дека има начин. Но едноставно би го погледнаа портфолиото и кажа повеќе среќа другата година. Ама видиш сетата... Но... извини. Да, имав среќа што стапив во контакт со еден од професорите на академијата, кој што ми е сега главен професор, Александр Константинович Крилов. И сето тоа време околу приемните и после приемните бевме во контакт и ме покани да дојдам од наредната академска година како доброволен слушател во неговото ателје. И тој да ме спрема. И така тргна, уствари, така започна мојата авантура во оваа академија. 2021 година, јас дојдов крај на септември и колку што можев да останам со туристичка виза, скоро 3 месеци, бев доброволен слушател во оваа академија и тоа едноставно ми даде, тоа беше една голема одскочна даска која што ме разви многу во поглед на спремањето приемните испити. И ме научи многу и сватив што се бара од мене и кои се стандардите и критериумите кои што ги имаат русите. Да, буквално. Знаеш, звучи како да си поминал еден долг и да речем предизвикувачки пат додека, значи само додека да влезеш во академијата. Влегувањето е само почеток, затоа што понатаму продолжуваш и да изучуваш, нели, и да се занимаваш, мислам да сликаш цело време, да напредуваш и сите тие други активности кои што се прават. Меѓутоа, она што мене лично ми остави впечаток е сепак она упорност, трудолюбивост, дисциплина за која што зборувавме досега, дека всушност баш таа се исплатила, дека оној мајндсет ти кој што го имаш, на крајот, вродил со плод, на крајот сепак си влегол. И покрај сите препреки, значи, викаш дека еднаш не си влегол, меѓутоа тој пат, да речам, не те уплашил, туку ти помогнал да продолжиш понатаму, значи после тој мене пат не ти само си што ме кренал. мотивираше, туку и ми одговори на многу прашања за себе. И во никој случај не сметам дека тоа е лошо што не ме примија. Напротив, тоа ми даде многу и ме спреми, значи на некој начин полесно да се справам со првата година, да речем, иако не беше воопшто лесно. Проблемот е што тука, доколку влезеш со ниско ниво, е многу тешко да се снајдеш и да успееш во Токму така. исполнување на сите задачи. Да. Затоа јас, кога ме примија, си реков дека не би бил против дури и уште еднаш
да уште една година да поминам спремајќи, јас не би бил против. Да, затоа што како Иако што мајка ми викаше оди во Москва, оди во друго место. Но Петербург се Петербург. Да, си ја најде љубовта, буквално. Си го најде своето. Баш ми е мило што слушам дека се чувствуваш исполнето и дека си задоволен од секојдневната работа. И од патот секако што го помина. Сакав да те прашам и во однос на јазикот, значи веќе почнавме, тоест ти ми кажа дека си го изучувал јазикот, значи уште пред да дојдеш воопшто во Русија. Меѓутоа сепак, значи студирање на друг јазик кој што не е мајчин и на некој начин предизвик. Како ти беше тебе целиот процес на изучување на рускиот јазик? Многу интересен и многу краток за мене лично. Јас не би сакал да звучи како да се фалам, но навистина брзо го усвоив рускиот јазик и можеби клучно беше тоа што секој ден имав интензивни онлайн часови кои што беа интерактивни, значи со многу зборење и комуникација со професорката. Извини што те прекинувам, часовите беа индивидуални? Не, бевме група која што ни доделија нели подготвителен факултет и ради короната сите бевме онлайн. Ова звучи многу храбрувачки за потенцијалните идни студенти кои што можат да дојдат во Русија, дека јазикот се учи брзо. Да, но би сакал да кажам дека сепак мене ми помогна тоа што се занимавав со двајца руски професори и значи од Сабајле од 8 саат до кај 12-1 или некојаш до кај 3 имавме часови руски, а после тоа одев јас уште 3-4 сати, цртав, сликав и го вежбав рускиот со руски професори, секако тоа многу помогна. И за 3 месеци јас више течно зборував. Да, процесот на подготовка значи бил интензивен. Да, може би имав некој акцент, така и во текот на пола година или да речем целата година, таа прва година после почнување на изучувањето на рускиот јазик и акцентот се тргна. Душан, јас ти верувам, затоа што и на мене многу лесно ми одеше учењето на рускиот јазик, искрено. Јас воопшто не видов некој голем проблем. Мене исто така ми се погоди во собата каде што сум во интернатот сместена, имам 2 русинки тоест имав сега веќе една. Да, тоа исто така многу помогна. Многу помага. Да, многу помага. И тука навистина важна е интеракцијата со руси. А мене исто така ме интересира твојата адаптација во средината. Ти кога дојде во Петербург, ти беше единствен странец или имаше уште? И како тебе те прифатија русите? Дали се вклопи веднаш? Првиот пат кога дојдов во Петербург, јас немав статус на студент. Не бев никако поврзан со академијата. Едноставно дојдов како доброволен слушател и морам да кажам дека уште по првиот чекор кога се симнав од авион се осетив како дома. Без разлика на тоа што јас не бев уште примен на академијата и дојдов фактички како туристичка виза, нели. За Петербург имам многу, иако е вака ладен град, имам многу топли емоции и чувства. И се осеќам и сега и уште првиот ден кога дојдов, нели, како дома. За русите можам да кажам дека ме прифатија одлично, како да не сум странец. И некако гледам дека се многу отворени во тој аспект. Немаат они проблем со прифаќање на луѓе од други земји и лесно ги интегрираат во своите кругови во општеството. Не ги разликуваат по боја на кожа, вера. Да. Како изгледаат. Да. Тоа на позитивно ме изненади.
Да, и ми се допадна секако. Навистина, генерално се отворени, дружелюбиви и секогаш се достапни за помош. Тоа е исто така многу. Би сакал да напоменам дека е пресудно, најверојатно е пресудно сепак доброто познавање на руски јазик. Бидејќи сум приметил дека луѓето кои што доаѓаат овде да студираат со мало познавање на јазикот, имаат проблем со создавање на кругови на пријатели, на руски кругови на пријатели. Да, затоа И што секако, бидејќи јазикот е исто колку што отвара и врати и ти дозволува да го запознаеш и народот и културата и земјата, толку може и да ти биде и пречка доколку не го собвам. Да, буквално ако постои таква јазична бариера е многу тешко таа иста да се, мислам, треба огромни напори за истата да се премине. Да, точно. Токму сакав и да те прашам, например, како човек патриот, како човек што си ја сака својата земја, како човек што ја сака Македонија. Како ти беше разделбата со твоите, како се чувствуваше во моменти кога, затоа што сите горе-долу не фаќаат, да речем, некои такви кризи, како се справуваш во тие моменти? Искрено мислам дека со тие кризни моменти се справувам доста добро. Бидејќи и не можам да кажам дека имам некои кризни моменти или дека ми се случуваат. Може би е сето тоа поради тоа што сум нонстоп на факултет и едноставно немам време да сум дефокусиран на други работи, да тажам или нешто да ми фали. И мислам дека сепак тоа помага што сум нонстоп на академија. Затоа ги немам баш тие кризни моменти. Секако дека Македонија ми фали, дека семејството, другарите, тие кругови кои што ги имам таму, секако дека ми недостасуваат, но како што кажав, едноставно си викам дека тоа е што е, одиме напред, продолжувам со работа. Сега сум овие 6 години што сум тука за тек на моето обучување, а може би повеќе. Ќе ги немам втор пат, да речам. Сега е можноста да се зграби се што може. Да. Од знаење, од искуство. Да. И затоа не сакам да трошам време и енергија на тажење и справување со некои работи на кои што реално не може многу да се повлие. Точно. Зрело. Да, ми недостасува, одам на факултет, цртам. Да, буквално, знаеш, да речеме едно конструктивно справување со предизвикот. Да, буквално. Дистракција. Да. Најмногу ми фали пред да си одам летоска, значи кога си одам дома, тие 10 дена пред полетување, тогаш сум хиперактивен, ентузијастичен за одењето дома, едва чекам ги бројам денови. Да, возбудата секогаш мислам дека сите не фаќа пред да се вратиме, затоа што да речам, целта е блиско. Да, меѓутоа многу добро го улови, да речам, тој момент дека кога точно знаеш што сакаш и зошто токму тоа го сакаш, тоа дава една неопишливо, неопишливо количество на енергија, на потпора, на сила за да се продолжи понатаму и едноставно фокусот е на целта, а не на онаете што сме го оставиле зад нас. Да, имаме цел и знаеме зошто сме тука и каде одиме, по кој пат одиме. Да, буквално. Нема зошто да го трошиме вниманието и енергијата на други работи. Да, буквално е една животна задача е пред нас која што вреди, да речам, да се оствари, како што кажат, и да се посветиме максимално што можеме. Би сакала да те прашам, што после таа животна задача, значи, каде после студии? Имаш ли некои планови? Планови секако дека имам. Цели планови, значи тоа не е едно нешто конкретно. Малце размислувам пофлексибилно на таа тема и мислам дека многу добро како уметник што
особено во денешниот свет со интернетот и со поврзаноста на сите луѓе, без разлика во која точка си на светот. Што ти можеш да работиш и да креираш, да отвориш од едно место да работиш и да продаваш на друго место. Со тоа што со помошта на сите тие поврзаности кои што ги имаме денес. Да, буквално современиот свет нуди многу можности. Буквално цел диапазон. Затоа мислам дека како уметник и не е битно можеби каде живееш или слободен уметник. Бидејќи можеш секаде да продаваш или да го изложуваш своето творештво. Но исто така сакал да напоменам дека студирам црковно историско сликарство и секако во иднината би сакал да се занимавам и со тоа, со историски композиции, можеби со црковни, со пресликување на храмови и така натаму. Душан, наведи 3 работи кои што ги имаш во Русија, а ги нема во Македонија. Тука уште едно мало прашање. Дали станува збор за во образованието или општо? Можеш и од образованието и од општо, како ти мислиш дека е подобро? Дај од образованието, затоа што фокусот ни е на образование. Јас не можам да кажам за другите факултети, за другите дејности, можам само за мојата академија да кажеме. Самата програма тука е направена така да се бара многу од студенти. Дури во некои моменти повеќе од што е физички или психички можно да се издржи во еден семестар. Но тоа е таа дисциплина. Тука стапува на сцена дисциплината и волјата и силата на карактерот. И значи барањето и критериумите на академијата кон студентот. Тоа е нешто што мислам дека кај нас го нема во образовните институции за уметност, да речем. Дали е тоа во академијата или во можеби други школи. Има некои работи што се така не се бара, но ако не донесеш ништо страшно или ако не успееш. Тука има високи критериуми кои што тераат нон-стоп да се подобруваш. Секако, не знам, има ли смисла да зборувам за условите? Да, па веќе ги раскажавме, навистина ги дискутиравме. Не само што ги раскажавме, некако тоа е нешто што мислам дека не би ни го земале во обзир кај нас да го разгледаат, да пробаат да се направи нешто слично. Некако не се оди кон толку напор за подобрување на тоа. Значи, тоа е едната работа, што се бара многу и се работи многу. Втората работа, што морам да ја кажам, е музеите. Значи, почнувајќи Руски музеј, Ермитаж, Кунсткамера и така натака. И сето тоа ти дава огромен извор на информации, на едноставно да одиш, да гледаш и да учиш. Тоа го нема баш кај нас и тоа едноставно Русија го има создадено во текот на времето со својата богата историја. Тоа не ни може да се ископира така и да се пренесе кај нас. Но може да се направат некои обиди. Да. Токму така и баш и во таа насока сакав да те прашам,
ете како човек како студент, да речам, кој што видел многу предности во туѓи образовен систем, како гледаш на можноста за соработка и со студенти и со професори од високообразовните институции во Македонија? Видете, јас навистина би сакал да е тоа остварливо и возможно. И се надевам дека ќе биде понатака. Сега мислам дека се потешки тие можни остварувањето е потешко на сите тие работи. Но се надевам дека во иднина ќе може да се оствари. Да, искрено и јас се надевам и токму сметам дека токму со нашиот подкаст, значи се создава една можност, да речам, за обезбедување на простор за пројавување на оваа желба, на пројавување на оваа иницијатива за остварување на некаква соработка, значи со нашите студенти, со представителите, да речам, представници на нашите високообразовни институции. Навраќајќи се на правило кое што го посочивме на почетокот. Сакав само да надополнам, извини што ќе те прекинам. Тука више станува збор за разлики во системот и кога пробуваш да споиш два различни система, не секогаш испаѓа тоа што треба. Да, начинот на работа. Да, извини, повторно јас те прекинам. Има луѓе кои што нема врска. Има луѓе кои што се обиделе да направат промени кај нас во образовниот систем за уметност. Некои промени во како часовите таму ќе се одвиваат, колку ќе има теорија, колку пракса и такви работи, но секогаш биле потиснати, значи згазени од луѓето над нив, бидејќи не на сите им одговара да се трудат повише. Зошто да се трудиш повише кога ќе можеш да се трудиш помалку и да земеш иста плата? Да, разбирам. Значи некои обиди, да речам, завршиле за жал безуспешно. Да, тие обиди, кои што јас ги знам, но не би сакал и не би смеел да зборам за нив. Значи, поопширно да раскажам. Би го подобриле, едноставно, енормно би го подобриле нивото на нивото и квалитетот на образованието во тие институции и едноставно кадрот што ќе излезе по завршување на тие 4 години би било многу поквалитетен и многу подобар. Да, според тебе би вродило со многу по-високи компетенции. Бидејќи навистина Македонија, иако мала земја со многу талентирани луѓе, со навистина плодни таленти, да речам, кои што не земајќи го во обзир тоа што ќе завршат во Македонија, непрекинато се трудат, се надградуваат себе си и создаваат работи кои што се навистина квалитетни, навистина добри. Да, се сложувам. Еве така да резимирам, навистина Македонија е една земја со, еве да речам, непресушлив потенцијал. Особено за развој, за прогрес во сите сфери. Сосема се согласувам. Навраќајќи се на она што го зборувавме на почетокот, дека, еве, ако одеме на едно ниво на конкретизација, што мислиш, што конкретно би можело да го подобри нашиот високообразовен систем, што во моментов сега е применливо од твоето досегашно искуство? Размислував за ова прашање баш. Првото што ќе кажам е праксата е секогаш над теоријата. Во Русија е така, кај нас е повеќе теорија на сите факултети. Тоа можам точно да го кажам, почнувајќи од медицината. Имам другари што студираат медицина во Македонија и што студираат овде. И е сосема друго. Пракса кај нас е поим што ретко се слуша. Може би треба да одам летото или не знам кога пред почеток на семестар, неколку дена или месеци, тоа е тоа. Тука праксата е на прво место.
бидејќи најмногу се учи еден млад човек кој што дошол да учи, да се развива, да се надополнува. Најмногу учи преку правејќи го тоа нешто, значи преку пракса. Низ процесот. Исто како што ние што цртаме по цели денови и можеби у тој ден имаме по саат и пол или 2-3 сати некогаш од тој ден лекции и теорија. Се останато е пракса. После тоа зимски распуст 2 недели трае или 2,5 недели. Кај нас варира, секојаш различно. Да. Пола од тој распуст ни е пракса. Значи не праќаат некаде, не носат, сликаме пейсажи, цртаме. Нон-стоп сме активни. Летото, годината ни завршува 15 јуни, ние до 10 август сме на пракса. Да. И тоа е првото нешто што навистина, реално гледајќи, е изводливо. Значи, да се даде повеќе можност на студентите да работат. Значи, да се обучуваат и да напредуваат преку процесот, бидејќи секој може да биде Рембрандт или Рубенс со книга. Да, ќе прочиташ како тој сликал, како ги мешал боите, кои медиуми ги користел, кои четки и така натака, но никогаш нема да насликаш како тие двајца мајстори. Дури и да ти ги дадат четките што ги користели и платно ти се. Бидејќи едно е да читаш, а друго е да го практикуваш тоа. Да, јас исто сакав да кажам што тебе прочитаната книга не ти ги движи рацете. Не ти помага никако. Да. Помага до некаде. Значи, например, јас можам да кажам за анатомија. Тука е ставен голем акцент на анатомијата кај нас. И кај нас. И се изучува. Да, кај вас е медицинска, ако не грешам. Да. Кај мене е пластична. Разликата е што тоа што ние учиме пластичната анатомија, односно како е изградено телото во пластично, преку пластична гледна точка. Зошто така се движи, зошто е така споено и така натаму. Например, тоа многу помага кога ти сите тие работи ги знаеш. Кога знаеш која коска каде, кој мускул каде, зошто со кој се спојува, како сето тоа изгледа во еден и под кожата како се тоа изгледа, например. Тоа што не го гледа секој човек, ти го гледаш. Да, тоа исто така. И тоа помага во процесот на работа. Многу корисно. Но да, многу корисно, не можам ни да опишам. Но доколку ти не црташ редовно, ти можеш да ги знаеш сите тие работи и нема да можеш да ги представиш. Да. Наистина е џабе ако ги знаеш. Треба применување во пракса. Да, теоријата и праксата секогаш одат рака под рака. И треба така да биде, затоа што нели ние се обучуваме за да можеме на крајот практично да го примениме она знаење кое што. Верувам дека и кај вас е со многу. Да, во секој случај. Да, со многу пракса. Во секој случај, со многу разговори, со многу интерактивно учење, да речем. Еве накратко би сакала само накратко да споделам дека јас бев фасцинирана од фактот што минатата година кога Јоана беше во првата година на додипломски студии, веќе им беше обезбедена можност тие да можат да ја спроведат својата прва психолошка консултација. Ние на пример ја имавме на 4-та година првата психолошка консултација. Секако едното и другото имаат некои предности и недостатоци. Например, според моето мислење, рано е на прва година. Меѓутоа, доколку предходно, да речем, предавањата се ориентирани на практичност, тогаш можеби на вистина после една година има можност за спроведување на таа
на прва консултација. Да, Така но види, тоа е прерано. Јас се согласувам, но до крајот на 4-та година јас ќе имам уште многу консултации кои што ќе бидат исто така демонстративни, ќе бидат првични на некој начин и то според мене да, подобро јас да грешам 4 години отколку да грешам после во професијата. Да. Душан, ти благодарам многу за само искреноста. извини што те прекинувам, сакав само да го поставам последното прашање затоа што навистина многу ме интересира. Ако веќе ја префрлам да речам одговорноста сосема на тебе, би сакала да те прашам што ти лично би можел да направиш за подобрување на високообразовниот систем во Македонија? Жешкото прашање за на крај. Ако се сеќавам добро, мислам дека го зборувавме ова летото. Да, меѓутоа треба да го споделиме со нашите гледачи и слушачи. Што би можел да направам за подобрување на образованието во Македонија? Ти лично и персонално. Високото образование конкретно. Моментално, единствено што можам да направам е да ја представувам Македонија надвор од границите и да се трудам да се стекнам со искуство и знаење кое што покасно кога можеби би се би испаднало така да бидам во Македонија подолго време, кој што би можел се тоа да го пренесам во високообразовниот систем. Така што сега единствено ми останува да се стекнувам со тие знаења и да ја презентирам Македонија надвор, а понатака више ќе се фокусирам на што можам да направам. Бидејќи сега сум тука цело време и треба да се напомене дека доколку немаш некој круг на луѓе околу тебе кои што исто така имаат желба да направат некои промени, дека сам не можеш ништо. Да. Пак ќе кажам, има многу луѓе на кои што им одговара моменталната состојба. Да седат цел ден кафича да земат иста плата. Зашто би работеле повише и би правеле промени за подобрување. Ова го зборувам со тешко срце. Да, и јас би сакала и да ти се заблагодарам за искрениот одговор, затоа што не е секогаш лесно да се соочиш со вистината лице в лице, меѓутоа би сакала исто така да го нагласам тој момент кој што го кажа дека да, навистина потребен е тим и јас за сега би сакала да кажам дека иако македонскиот клуб на студенти еден малечок тим е на некој начин искра за остварување на она можност која што ти ја кажа, дека да, потребна е сплотеност и едноставно е потребна една мрежа на студенти кои што заедно ќе пројават иницијатива да бидат оние носители на промени кои што го имаат потенцијалот да бидат. Фала ти многу, Душан, и би сакал исто така и да ти... Да, и мене ми се допаѓа многу вашата идеја и целата таа замисла и едноставно целта на клубот. Да, и ти благодарам што учествуваш во неа и ти благодарам што за поддршката генерално. Да. И вас ви благодарам за огромната поддршка и за Ама не те пуштаме веднаш. Не те пуштаме веднаш. Не Сега ќе играме една игра. Така, Душан. Јас ти предлагам две работи. Ти треба брзо да избереш една. Кратко и јасно. Кратко и јасно. Имаш 2 секунди. Така. Одиме. Москва или Петербург? Петербург. Москва е прекрасен град. Ама. Еднаш на проаѓање, вториот пат кога вие ме поканивте и немам збор, прекрасен град, немам ни против да живеам таму и така. Ама Петербург. Петербург е во срцето. Добро. Македонија или Русија? Едноставно се осетив како дома. Македонија или Русија? Многу сложно прашање.
Се трудев. Моментално сум во Русија, јас знам дека Кратко и јасно, 2 секунди. Ја сакам и Македонија и Русија. Значи, Аха. но моментално сум во Русија и тука го продолжувам своето развивање. Значи 50-50. 50-50, Или. добро. Да, Историја или цртање? цртање, но историја како инспирација во моето творење. Карате или фудбал? Фудбал. Аха. Исто така фудбал тренирав 6 години. А, да, тоа не го споменавме. Лето или зима? Зима. А, Многу ми е убаво кога е минус 30 во Петербург и знам како да се облечам и едноставно е супер. Не морам Ама да тој се биде- потам. Тој две во едно има, затоа што затоа што на зима се капи, значи како во лето. да. Добро, шаурма или пельмени? Во Петербург е шаверма. Извини. Значи, Шаверма. се извинуваме. Шаверма или пельмени? Шаверма. Шаверма, да. Исто јас би одбрала. Море или планина? Море. Добро. Сонце или дожд? Дошт. Петербуржанец Ама прав. некогаш и Ете сонце. ти. Патриот. Изгреј сонце или зајди сонце? И двете. Или. Би рекол зајди сонце, бидејќи се кога изгре сонце спијам. Добро, и сега за крај најтешкото. Ермитаж или Третјаковска галерија, пардон. Па тука одговорот е многу очигледен. Ермитаж секако. Ете, локал патриот. Јас мислев дека ќе ти биде тешко да го одговориш. Да, Искрено. да, и јас така мислев реално. Третјаковска е прекрасно место, Ама? прекрасно музеј. Голем, но не се споредува со Ермитаж. Да, Мгм. Ермитаж си е. Ниеден свој. музеј во светот не се споредува со Ермитаж, тоа мислам. Добро, Душан, фала ти многу за твоето присуство, фала ти за сите искрени одговори, фала ти за одвоеното време за македонскиот клуб и за Македонијада и се надеваме на понатамошна соработка. Соработка. Фала ви на вас за поканата и за можноста да се помолите на вас. Да. Во се надевам не беа можеби предолги или пресериозни моите одговори. Не, Но супер си одговорите беше. беа се одлични. потрудив, Одлично. се потрудив да ги доловам работите така искрено колку што можам да можат да ги разберат. Да, да, и токму тоа ни треба, значи искрена и плодотворна, да речем, дискусија каде што ќе можеме Да, се надевам придонесов. Да. Да, предонесам. Еве за вашиот нов проект. понатаму гледачите ќе кажат во коментари. Да. Да, фала ти многу, сакам сега застани вака, ова секако во монтажа, после само ќе оди. Добро е срцево или? Топ, Добар е, добар. топ.